Добро дојдовте во уште една емисија од подкастот Увид. Денес ќе зборуваме на тема здравје. Денес со нашиот гостин ќе зборуваме за тоа како влијанието на здравиот начин на исхрана и здравиот животен стил влијаат врз психофизичката благосостојба на човекот. Исто така ќе зборуваме и како доаѓа до нарушување на здравствената состојба и што се влијае, односно кои се навики влијаат врз тоа да дојде до нарушување на здравствената состојба и да се појават одредени болести како што се дијабетесот, покачен холестерол, висок притисок, прекумерна тежина и многу други значајни пореметувања. Иако многумина од вас, денешниот гостин го познавате како политички аналитичар и како борец за човекови права, но тој денеска ќе ни зборува токму за своето знаење и искуство од областа на здравјето и исхраната. Станува збор за господинот Суад Мисини. Мислам дека е важно некои физиолошки процеси да ги објасниме, што е можно поедноставно, кои што се врзани со, јас ги нарекувам пандемични состојби во светот, не само во Македонија. Особено проблемите со корпусот, што го нарекуваме метаболички синдром. Значи тоа е од обезност, значи дебелина, преголема дебелина, од диабет тип 2, од висок притисок, срцеви заболувања и така натаму. Значи, од прилика коренот на сите тие состојби што ги ставаме во корпус метаболички синдром имаат исто потекло, повеќе или помалку, и тоа е во главном, во најголема мерка, резултат на исхрана и лајфстайл, значи на начин на живот. Проблемот не е само во пандемичноста, односно во зафатеноста на стотици милиони луѓе со овој проблем и со динамиката со која што тој број постојано се зголемува. Трагедијата на таа приказна е фактот дека се повеќе деца имаме обезни, се повеќе се спушта старосната граница на луѓе што имаат некаков аспект на метаболички синдром. Значи се помлади и помлади луѓе страдаат од срцев удар, мозочен удар. Се помлади и помлади, вие имате сега на возраст меѓу 20 и 30 години огромен број на млади луѓе на кои што им се отстранува жолчното кесе. Се никој не се бави со тоа како доаѓа до создавање на камења во жолчно кесе и што да се прави за да тоа не се случува така. Бидејќи се работи за рутинска операција и заради фактот, особено затоа што така велат се живее без жолчно кесе, ќе го извадиме и во ред. Но при тоа ништо не се превзема и не само што не се превзема ништо на ниво на превенција. Најголемиот дел од докторите и за жал најголемиот дел од ендокринолозите, значи не разбираат заради што се создаваат камења во жолчно кесе. Факт е дека се живее без жолчно кесе, меѓутоа квалитетот на животот, квалитетот на дигестијата и така натаму се далеку под елементарните барања на едно човечко битие. Значи, исхраната, дигестијата и така натаму е проследена со страшни проблеми и тоа вие го носите цел живот. Така што трагедијата се заокружува со фактот, значи тоа е факт. Ја обожавам да зборувам за факти потврдени од наука. Јас ништо не сум измислил таму, за жал. Можеби ќе измислам некогаш. Ама имав среќа да учам од исклучително длабоко навлезени научници во материјата, кои што се повикуваат на, како го викаме ние тоа, peer-reviewed објави научни. Значи, објави кои што се првично проследени од други научници и така натаму, па потоа објавувани во
стручни списанија по библиотеки, конкретни медицински и така натаму, кои што едноставно докажуваат во многу случаеви дека тие потврдени факти се навистина нешто што представува дел од природата, од дизајнот на самото човечко битие. Не случајно ги има како органи и нели Да. жолчното кесе не случајно е таму. Не е само филозофска таа дебата за совршеноста на дизајнот на човекот. Нели, Значи ништо не е ни случајно, тоа ни вишок. рутинска операција. Е станала рутинска операција затоа што ве ослободува од некаква мака која што ја имате во моментот. Таа станува станала веќе се изведува на начин кој што не подразбира класичен рез. После 2 дена вие сте дома, значи реконвалесценцијата брзо трае и така натаму. Сите теории дека да ве потсетам дека до пред 7-8 години науката официјално не знаеше која е функцијата на степот од црева. Па сите тие такви непознаници ги сведуваше на, не знам, атрофирани органи од нашите приматски претходници во еволуцијата, не знам што. Значи крајниот дел на кичмениот столб велеа дека е тоа атрофирана опашка од приматскиот дел од нашата еволуција. Тоа се страотни глупости и тоа е срам и понижување некој научник тоа да го каже. А тоа го имате во учебници, децата денеска го учат тоа во школа. Сакам да речам, науката базирана на факти докажа дека имате нешто што се нарекува пренатална обезност. Имате статистики кои што покажуваат дека е зголемена просечната тежина на децата кои што се раѓаат. Заради начинот на живење на мајката. Заради лајфстайл, значи исхрана, заради загадување и така натаму и така натаму. Вие имате сега деца во адолесцентна возраст кои што имаат диабет тип 2. Вообичаено тоа не било случај. Значи децата се подложни на диабет тип 1. Тоа е сосема друга приказна. Значи тоа е автоимуна болест, познато е тоа. Ама диабет тип 2 кај деца и адолесценти тоа било страшно ретко, да не речам непознато. Вие денеска имате, не знам, страшни статистики кои што покажуваат една тенденција на пандемичност и во таа возраст. Затоа е многу важно луѓето да сватат одредени, можеби се тоа филозофски аспекти на живеењето, меѓутоа се аспекти врзани за квалитетот на живот, затоа што на крајот на краиштата не е ни толку многу важно колку ќе живеете, многу е важно како ќе живеете. Квалитетот. Како ќе ги поминете последните 5, 10, 15, 20 години од животот. Дали ќе бидете во една дебилизирачка состојба, неспособни да се грижите сами за себе, да го оптеретите семејството, здравствениот систем кој што за жал не испорачува квалитет никаков, тоа е помалку или повеќе секаде проблем во светот, затоа што се повеќе состојби стануваат се поскапи. Буџетите, медицинските буџети на државите не се движат многу нагоре. Многу од овие состојби се оставени да се третираат од приватно здравство. Па сега кај нас е тоа прилично комплицирано. Ако немате приватно осигурување кое што е мрсно, да се изразам така, значи вие ќе завршите во некакво државно здравство каде што во 21 век ќе умрете од декубитни рани. Што е еден цивилизацијски скандал, така да ви кажам.
едноставно е неприфатливо, ама тоа е реалноста. Да не зборам дека луѓе умираат затоа што, не знам, немале 100 евра да платат нешто таму, или затоа што од негрижа, од лоши проценки, нестручност и така натаму. Осипувањето на медицинскиот кадар е факт на сите нивоа, од болничари, сестри, доктори, субспецијалисти. Тоа исто така е проблем на кој што медицинските политики немаат одговор, едноставно. Така што мислам дека е една пософистицирано ниво на дебата како тие, условно да речем, проблеми од аспект на медицинска политика се решаваат. Мислам дека не мора сега за тоа да разговараме, ако можеме. Меѓутоа, многу е важно луѓето да сватат дека комодитетот во кој што се влезени, во кој што го живеат животот, и кога велам комодитет, мислам на исхрана, уживанција, алкохол, цигари, исхрана која што е токсична. Ќе имаме можност да позборуваме малце во детали. Вие да влезете сега во било кој маркет, најмалце 90% од се што ќе видите на рафтови е отров. Полно со шекери, адитиви, конзерванси, што се има, кое... Оно што го нарекуваме процесирана храна. Значи, најлесно ми е и најсоодветно ми е да го наречам тоа отрови, бидејќи ефектите на таа храна се токсични во најбуквална смисла на зборот. Можеме да малку и да навлеземе во деталите на тоа. Но еве, во едни општи рамки, значи светот се движи кон една катастрофа. Додуше кон неколку катастрофи, ама оваа е една од тие неколку здравствена катастрофи, затоа што официјално, како некаква ориентација, официјално околу 660 милиони луѓе во светот имаат диабет тип 2. Сега имате проблем со таа бројка. Таа е само по себе монструозно голема. Таа е за илјадници проценти изголемена во последните 3-40 години, што се должи на промена на начинот на живење и исхрана. Меѓутоа, вие имате 2-3 пати најмалце повеќе од тие 660 милиони, кои што не се заведени во медицинските регистри како случаеви на диабет тип 2. И кај да ќе бидат регистрирани затоа што ќе им се декларира, ќе им еруптира состојбата. Дали мислите дека е токму исхраната клучниот проблем, или бидејќи има некои податоци дека може и што викате стилот на живење, психичката состојба, некоја стресна ситуација да влие на здравието, а потоа и да се појави диабетот? Или се помалку некакви? Тоа се комплементарни причини и најчесто одат заедно. Главна е исхраната. И сега луѓето ја подобро што да јадеме кога се е отров. Можеме и за тоа да позборуваме малце, меѓутоа кога велам дека се комплементарни причини, да потенцираме една важна работа, да речеме јогата и некои други дисциплини даваат одредени решенија за одредени психосоматски состојби и така натаму. Меѓутоа, декларирањето, сигнализирањето на проблемите кои што се создадени од психосоматски причини се апсолутно физиолошки. Еве еден пример. Нели, ние сите знаеме дека стресот убива. Ама никој не ви објаснува како тоа убива стресот. Тоа можеме од лично искуство да го кажам. Значи, травматските состојби кои што се и наследени и стечени со тек на време, од, не знам, криза, живот, проблеми, семејни, државни, какви год, стресот подразбира драматично зголемување на лачење на хормонот кортизол. И сега, тука нема ништо неприродно, бидејќи лачењето на кортизол е нормален одговор на телото, бидејќи стресот ве става во состојба на
fight and flight, како го викаме тоа. Значи, борба или бегство. Вообичаено во нормална состојба ние сме во rest and digest, односно одмор и дигестија, во поширока смисла на зборот. Кога во првата состојба имате симпатичкиот нервен систем кој што е доминантен и тој е со адреналин, со кортизол, со ве бркалав тигар да ви изеде. Што треба вие да правите? Треба да бегате, треба да трчате 100 на сат. Тоа некој треба да ви го овозможи, бидејќи цел еден комплекс на физиолошки процеси се ставени у функција за да вие можете евентуално да му избегате на лавот. Значи тоа ништо не е случајно. Затоа велам и наспроти тоа ја имате оваа другава состојба каде што парасимпатичкиот нервен систем е во функција и вашата дигестија е нормална, вие можете да спиете 8 часа без прекин. Кога сте во fight and flight, вие не можете да спиете 8 сати, тоа е значи невозможна мисија. Велам, тоа е нормален одговор на телото, бидејќи ако се согласивме претходно дека дизајнот е совршен, значи сето тоа е физиолошки регулирано. И сега, кога сте вие у стресна ситуација, а хормонот кортизол е хормонот кој што ги покренува сите овие физиолошки процеси за одговор кон стресна или состојба на опасност, се случуваат многу физиолошки процеси кои што се покажани, докажани во науката. Еве еден мал пример. Во одредена мерка се згуснува крвта. Долго време научниците не знаеа зошто тоа се случува. Ама на крај се докажа тоа со разни испитувања. Овој односниот лав што го спомнавме, ако го гризне човеков, значи позгуснатата крв ќе оневозможи да вие искрварите толку многу брзо колку што би искрвариле ако сте во нормална состојба. Знаете, тоа е фасцинантно колку е тоа дизајнирано на еден вака совршен начин и толку софистицирано и минуциозно, елегантно. Телото се токсифицира со тој кортизол. И сега имате, јас тоа го знам од многу скоро, за жал го научив на своја кожа, до скоро го немав осетено, го знаев теоретски само. А тоа е дека имате вие, тоа го нарекуваат фаша, имате ткиво со кој што се обвиткани сите мускули, органи и така натаму. Вие можете да работите јога, стречинг и така натаму. Ако вашата обвивка е токсифицирана со кортизол, значи бадиела работите стречинги ваму таму, вие ќе имате тешкоти и во движење, нема да можете шпага да направите иако сте ја правиле доскоро и така натаму. Тоа е фасцинантен одговор на телото, ама има конкретни импликации и последици. И да не одам во разни, има многу други примери каде што е докажано дека стресот, кој што е психосоматска појава, убива, ама физиолошките манифестациите на тие психосоматски причини се физиолошки, бидејќи така функционира. Што ќе се случи ако тоа долго трае? Константно е под стрес човекот долго време. Не знам, долг период. Многу настани медицински може да се случат, затоа што се оштетуваат ткива, се оштетуваат органи, можете да се соочите со било кој аспект на корпусот што го нарекуваме метаболички синдром, диабет тип 2. Значи, многу е познато дека диабет тип 2 може да добие човек од нагло, одеднаш и многу интензивна стресна состојба. Значи, ако вие ги блокирате бета клетките на панкреасот, заради овие причини, а тие се одговорни за лачење на инсулин кој што треба да го регулира шеќерот во крвта, тие бета клетки нема да ја вршат својата функција,
И вие ќе влезете во фаза на диабет. Ако трае подолго време таа состојба, бета клетките може трајно да бидат оштетени. Затоа што тоа е одговор на клеточно ниво. Ако баш сакате, најглавната, условно, ако може тоа да се каже најглавна, една од најглавните компоненти на клетките во човековото тело се митохондрии. Тие митохондрии имаат неколку функции, меѓу другото тие се батеријата каде што се произведува енергијата. И сега ние со современиот живот на многу начини, можеме и тоа да го спомнеме во некој момент, на многу начини ја обструираме работата на митохондриите. Ама после не ни е јасно зашто немаме енергија, зашто са балени треба 3 кафења за да почнеме да функционираме и така натаму. Значи со оштетување на тие бета клетки, тоа не е реверзибилен процес, нели? Ако може да биде реверзибилен. Затоа има луѓе кои што имаат диабет тип 2, ќе дојдеме на тоа. Добро. Сакав само да евентуално комплетно ви одговорам на прашањето. Дека оштетувањата на клеточно ниво на крај на сите краишта доведуваат до промена на експресиите на ДНК компонентите во вашето тело. Што значи тоа? Еден од митовите, ја многу сакам да зборувам на тема разбивање на митови, пошто има толку многу митови околу сите овие теми, од исхрана до сите тие работи. Еден од митовите е генетската предиспозиција и колку вам во животот ви се условени медицинската, психолошката и така натаму состојба како наследен фактор. Тоа е докажано дека не е точно. Вие можете да имате предиспозиција за нешто кој може да не се развија цел живот. Кој што може да се развива, да не се развија цел живот. Затоа имате нова, тоа не е нова, ама сега почнува полека да станува мејнстрим, релативно нова, дисциплина која што се вика епигенетика. И која што вели дека обкружението на човекот, дали еколошко, психолошко, било какво, влијае на експресијата на одредени гени, како некои гени ќе се декларираат, дали во една, во друга или во трета насока. Значи, не виенава судбински, од тој аспект, да бидам малку конкретен, можеби и абразивен, од тој аспект, кога ендокринолозите ги прашуваат луѓе што се обидуваат да видат дали имаат диабет или не, и прашуваат дали таткот и дедот и оно имал диабет. Значи тоа апсолутно, значи се извинам на израз, апсолутно е безпредметно. Затоа што епигенетиката докажува дека целиот ваш environment, од исхрана до се друго, до психичка состојба, може да доведе до диабет тип 2 или, сведено на ова субклеточно ниво, да доведе до експресија на гените во одреден правец, за да на вас ви се декларираат како одредена болест ваква или онаква. Дури и врзано и со канцер. Така, но ако ги земеме во предвид оние начини на однесување што ги учиме од родителите и ако ги превземеме нивните навики, дали во однос на стил на живење, во исхрана или што се, нели, ако правиме исто како и нив, многу е веројатно дека ќе има исти болести, но не затоа што имаме генетски предиспозиции, дека нема бегање од тоа, нели, дека баш имаме избор, дали ќе бидеме исто како родителите или пак ние ќе пробаме нешто поинако. Така е. Ако мојот родител има Алцхаймер, и сега ја би требало да имам Алцхаймер, нели, меѓутоа ако јас имам Алцхаймер, веројатно најверојатно е дека животните навики на мојот родител се пресликали кај мене. Јас ја јадам истата храна, живеам во истата, не знам, загадена средина и така. Кога го спомнувам Алцхаймер, тоа исто почнува полека да станува мејнстрим, синоним за Алцхаймер денеска вие диабет тип 3. Сакаат да кажат дека огромен дел од тој проблем е генериран од навиките и особено из храната. Ама тоа тешко пробива
Знам одредени статистики од научниве кругови, од надвор се разбира, ние немаме такви. Дека за да еден научен труд кој што има пробивни потенцијали, откритија и така натаму, од моментот на објавување до моментот да стане мејнстрим треба 17 години. Тоа е една катастрофа сама по себе, ама тоа е така. Еден од моите авторитети кај кој што учев, има институт на кој што лечат со пост. Тие имаат 34 субспецијалисти кои што работат таму и ги пратат пациентите постојано. Покрај постот имаат и разни други дисциплини со кои што третираат многу сериозни диагнози и самиот човек е доктор на медицински науки, значи не е тој било кој. Самиот тој ги практицира методите за превентивно лечење и така натаму и неговото семејство, значи еден исклучителен научник. И сега самиот факт што во неговиот институт има толку многу субспецијалисти и 24/7 минуциозно се следи состојбата на сите пациенти, можете да замислите колкав квантум на податоци тие продуцираат. И тие имаат една таква продукција на научни истражувања и така натаму, тоа е фасцинантно. Ама човекот кажуваше дека на него му требале, не знам, 15 години, не знам колку, да негови научни студии бидат објавени у релевантно медицинско списание, затоа што неговата методологија ја сметале како алтернатива. Без оглед на успесите на конкретни пациенти кои што излегле од таму, излекувани од ово и така натаму. Така да тоа е секаде во секоја област и за жал во ендокринологијата, еве пошто почнавме со тоа. Значи, денеска се разбира дека не сакам никого да навредам. Јас познавам многу луѓе од таа фела и голем дел од нив се прекрасни луѓе, стручни во таа некоја своја субспецијалност што ја работат, и тоа имаат метаболички синдром. Меѓу нив има доктори на науки. Значи, ние денеска, за мене е да речеме скандалозно, и медицински не е етички, ако сакате, еве и научно не е етички, да ние се уште зборуваме дали алкохолот е проблем или не е проблем. Сите во рамките на комодитетот, што го спомнав на почетокот, сите сакаат да се уживаат во алкохол, бидејќи тоа опушта, бидејќи тоа и така натаму, и така натаму, и така натаму. И сега, како и со шекерот, како и со јаглеродни, ајде шекерот, како класичен токсин и продукт кој што ова во буквална смисла продуцира зависност. Но и покрај тоа е нормализирано некако. Нешто нормализирано, него е доминантно во консумацијата. Присутно во секојдневната исхрана. И алкохолот, и шекерот, и што се друго што е. Шекерот е составен од гликоза и фруктоза. Ова со фруктозата е многу важно и заради овошјето, и заради алкохолот и така натаму. И сега една работа која што е многу важна. Мислете на сахарозата, која дали се... Не, сахарозата е само еден блок, еден аспект од сахароза. Која се обработува во телото или... Сакав ова да го потенцирам. Половината, значи гликозата, може да ја метаболизира било која клетка во телото. Фруктозата може да ја метаболизира само црниот дроб. И сега, еве уште еден мит. Вика, јас здраво се хранам, а и од сабајле од која ќе станам. Добро, како изгледа тоа? Сабајле настанување, прво што правам, седам портокал и пијам чист сок, без никакви додатоци. Добро. Што да правиме со ноторниот факт, кој што воопшто не е нов? Дека, кога ќе сидите вие портокал и така натаму, значи во тој портокал имате 4 лажици шеќер. Буквално. При тоа, еве ви го реперот. Во сите 5-6, не знам колку литри има крв во телото, за нормално функционирање на телото има една лажица шеќер.
И сега, кога зборувам со ендокринолози, некои од поновиве генерации, кои што наишле на тој момент, викаат, не, добро, ама не, ја не го цедам, него го јадам цел. Како што треба. И сега тука има исто дел, како да речам, напад на врз комодитетот. Луѓе што имаат метаболички синдром, односно и најконкретно диабет тип 2, не смеа да јадат овошје. Сега кажа, како тоа е природно? Па не смееш да јадеш. Затоа што твоето метаболичко здравје не ти дозволува да јадеш овошје. Овошје јадат луѓе и тоа во некакви прифатливи количини. Можеме да дебатираме што е прифатливо, ама добро. Кои што немаат метаболички синдром. Овие што имаат метаболички синдром едноставно не можат, затоа што имаат, како го викаме тоа колоквијално, замастена јетра, имаат запушени крвни садови и така натаму и така натаму. Оваа приказна со шекерите и така натаму само ја деградира таа состојба и директно и индиректно, еве да не навлагам во некакви детали за да не бидеме премногу стручни и како год. Алкохолот, фруктозата од алкохолот, покрај овие другиве ефекти на алкохолот, очигледни да не ги спомнувам, фруктозата, зашто луѓето добиваат цироза на јетра? Заради фруктозата, затоа што количината на фруктоза која што се внесува, црниот дроб едноставно не може да ја метаболизира. И потоа телото, пак не навлагам во супер детали, во микродетали, телото наоѓа своји начини како тоа да одговори на тоа. Ама решенијата на тоа телото ја претвара во масти, претвара во, не знам, гликогени, во ова, во она, значи сето она што само ни ја влошува перспективно состојбата. Имате еден мит кој што е, значи, многу присутен во регионов и со, значи, тоа е традиција со генерации се практицира. А тоа е ручаме и потоа јадеме овошје. И тоа е нормално нешто, традиција и така натаму. Сега имате вакви, ми доаѓаат луѓе и викаат, ама овој фати цироза или умрел од цироза на јетра, у живот не ставил капка алкохол во себе. И сега мене ми е јасно, 99% знам што е. И викам, ја терате традицијава? Да. Во дигестијата има редослед. Се знае прво што се вари во органите за варење и кој е редоследот. Ако вие јадете овошје после оброк, тоа овошје нема да се свари бидејќи има предимство некој друг. И тоа ќе ферментира. А што значи ќе ферментира? Ќе се претвори во алкохол. И тоа исто како да пиете алкохол. Вака се симплифицирано, ама тоа е фактот. Има нутриционисти кои препорачуваат прилика половина час пред оброкот да се јаде некое овошје. Дали е тоа во ред? Тоа има толку многу работи кои што се меѓусебно поврзани, ама бидејќи ме наведувате во тој дел, во таа насока. Тие нутриционисти треба да кажат дали овошјето алкализира, да, со таа идеја дека алкализира и после половина час од прилика може друг оброк. Вака. Значи имаме две димензии на таа парадигма на алкализација. Една работа е телото колку ни е алкализирано и дали ни е алкализирано или е кисело, pH вредноста, затоа ја следат луѓе и така натаму. Друга работа е состојбата во желудникот. Состојбата во желудникот пред, особено за време и по оброк, треба да биде кисела. И тоа супер кисела. Од 1 до 3 pH вредност. Тоа е супер кисела. Тоа е едно од најбитните работи во животот што луѓето не разбираат затоа што никој не им кажал. И сега, ако тоа исто со пиење вода, значи луѓе пред да јадат пијат вода или пијат вода при оброк. Значи тоа е катастрофа. Зошто? Ако вие
ја намалите киселоста на хлороводородната киселина која што ја имате во желудникот и која што служи за првото ниво на разградување на храната која што сте ја конзумирале, вие имате поблага киселост, значи поразредена е хлороводородната киселина, разградувањето на оброкот нема да биде онака како што треба да биде. Тоа ствара милион проблеми. Од рефлукс, значи, вие ќе сретнете 1 милион професионалци во таа фела, усвари не, формално професионалци со диплома, дипломирани и така натаму, кои што не знаат да објаснат од што луѓето имаат така наречена киселина, тоа го викаме, или рефлукс. Чарето за рефлукс е контрапродуктивно. Тоа функционира во моментот, ама е контрапродуктивно. Што е чаре за киселина? Да земете нешто што ќе ве алкализира. Што е народниот лек за рефлукс? Сода бикарбона. Се разбира. Функцијата на сода бикарбона е да ви го алкализира желудникот. Ама, ако вие го алкализирате желудникот веднаш после оброк, значи уште помалку ќе биде желудникот во состојба да ја вари храната. Затоа велам е контрапродуктивно. И сега, окей, значи, бидејќи реков никој не им кажува на луѓето, еве ја да им кажам. Киселината, односно рефлуксот, се случува заради повторно совршеноста или елеганцијата на дизајнот на човековото тело. Рефлуксот е сигнал, односно еманација, артикулација на фактот дека нема доволно киселост во организмот за да се вари храната како што треба. И тоа функционира на еден шокантно архитектонски, од аспект на елеганција го кажам, начин. Што би било најсоодветно тогаш да се направи? Еве, се јавува киселина као вишок. Не, треба да спречите да ви се јави киселина. Значи наместо да го алкализирате желудникот пред јадење, дали со овошје, дали со вода, или со вода да ја разредите хлороводната киселина, значи напротив треба да ја појачате таа киселост. Како? Најфолклорниот начин е да пиете јаблоков оцет. Пред оброк. На тој начин вие ќе ја зголемите киселоста на желудникот. Ама што се случува во тој случај? Нивото на киселост, значи тоа е толку прецизно во телото, тоа е шокантно, да не навлагам у детали колку е тоа фасцинантно. Ама еве во една реченица, има ензим кој што се ослободува како наредба од мозокот. Имате вие еден капиџик од хранопроводот кон желудникот. Кога е доволно кисела хлороводната киселина, во смисла да може најнормално да ја свари храната во желудникот или да во оној дел што се вари во желудникот, мозокот, значи, дава сигнал до одреден ензим кој што се ослободува, кој што сега извинете на вака симплифицираниот начин на изразување, и кажува на таа вратичка да се затвори. Во тој случај, хлороводната киселина нема како да помине во хранопроводот. И сега имате вие разлика помеѓу внатрешните ѕидови на желудникот и внатрешните ѕидови на хранопроводот. Таа киселина која што е убиствена, кога е нормално кисела, не го оштетува желудникот, затоа што совршениот дизајн на телото предвидело дека има тапети во желудникот, кои што се protective layer, како се вика тоа, баш како тапети, јас така си го нарекувам, ги заштитуваат внатрешните ѕидови на желудникот од абразивното дејство на киселината. Такви тапети во хранопроводот нема. И сега, кога киселоста во желудникот, односно киселоста на хлороводородната киселина не е доволна,
мозокот не праќа информација, тој ензим да се пушти, вратичката останува отворена. При работа во желудникот, при варење, дел од таа киселина се качува нагоре бидејќи вратичката е отворена, ама кај хранопроводот нема тапети. И вие имате болка и ви викате: "Ау, ме гори." Па те гори, немаш тапети. Затоа што таму кај што нема тапети влегло нешто на кое што не му е местото таму. Вообичаениот лек за ова е еден препарат кој што го имате во аптеки, кој што се пие за зголемување на киселоста на желудочната киселина, на хлороводородната киселина. На тој начин, значи тоа се пие непосредно пред јадење. Значи луѓе кои што имаат рефлукс или од некакви други причини немаат доволна киселост во желудникот, го земаат тој препарат, тој ја зголемува киселоста и потоа вие немате киселина, односно рефлукс. Значи, ова се, сега ветив дека нема да одам во вакви детали, ама ова е многу битно луѓето да го разберат, бидејќи во суштина работите се многу едноставни. Исто така во суштина работите се одамна откриени. Ама ова не доаѓа до луѓето, не доаѓа ниту од професионалците. Бидејќи професионалците, тие што не знаат, тие што знаат, знаете како, докторот има денеска 30 луѓе и он има, не знам, таму 5 сати фора да ги помине тие 30 луѓе. Умеѓу време му доаѓаат уште 30, кој без упат, кој пријател, кој другар, кој кум. И тоа е како на фабрична лента и они ви кажуваат само една работа. Ова ти е лекот, еве ти рецепта, упат и така натаму. Овие работи се учат во школа. Ние во школа не учиме ништо. Значи, ние излегуваме од школа тотално неспособни за живот. Ние не знаеме што е храна, ние не знаеме што е да се засади било што. Ние и како да се храним, што значи здрав начин на исхрана. Во смисла, не мора сите нутриционисти да станеме у школа, ама мора да ги знаеме овие некои, како да речам, фундаментални работи, те се основни работи. Ако вака може би звучат комплицирано, тие не се комплицирани. И има начини како тоа да се пренесе едноставно. Еве еден пример. Ќе се навратам на хлороводородната киселина, бидејќи има многу други аспекти кои што се многу важни. Ефекти и последици. Во врска со комуницирањето на нештата. Како да ви кажам многу едноставно, како доаѓа до диабет тип 2 во најкласична смисла на зборот, во најчест број на случаи. На класичната диагноза на диабет тип 2 и претходи на друга состојба која што се вика инсулинска резистенција. И сега, дел од трагедијата на оваа тема е што докторите констатираат диабет тип 2 состојба само врз основа на наодот лабораторискиот шекер, која ви е вредноста на шекерот. И ако таа оди вон референтните вредности, они кажат, види се, ова или си нешто си се изнервирал, или си синоќа си претерал со чоколадо, ово, она, па ќе мериме пак и така натаму. Кога ќе ви отиде на вас шекерот во небо, они кажат, види, диабет тип 2. 5 или 10 години пред тоа, медицината, докажано е тоа, имала можност да ви утврди дека вие сте на пат да станете случај диабет тип 2. Како? Мерејќи го инсулинот. Овде никој не го мери инсулинот. Ниеден ендокринолог не го мери инсулинот од аспект. Тие го мерат кога веќе луѓето се од таа страна на болеста. Никој не го мери превентивно, затоа што кога на вас инсулинот ви се покачува, затоа што имате преголем внес на шекери, јаглеродни хидрати, процесирана храна и така натаму. Телото се бори да се справи со сите тие шекери и отрови кои што ние ги внесуваме преку исхрана и така, и комотен живот. Имам пријател, да речеме, горната референтна вредност
на овие стандардни лаборатории на инсулин е 17. Горната граница, да речеме. Пријателов има лабораторија 70. Што е не флагрантно, него вам памет вредност. Коментарот на докторот е, шекерот ти е во граници, ич да не се секираш, телото се бори. Ова е очигледно дека телото се бори. Кога вие го силувате телото, односно панкреасот, односно веќе спомнатите бета клетки на панкреасот, кои што лачат инсулин, тоа кога го силувате постојано, 2, 5, 8, 10, 15 години, во еден момент бета клетките викаат Доста. толку нема више. Ама пред тоа што се случило? Инсулинската резистенција е и исклучително важна. Ја предпочитам да кажам дека е најважниот момент преку кој треба да им се сигнализира на луѓето, идните пациенти диабет тип 2, дека се на граница, без оглед дали ќе преминат од таа страна после 3 или 5 или 8 години. Небитно е тоа. Она кога спомнавте преска дали е нешто реверзибилно или не, има стадиуми кога е реверзибилно. Затоа ние сме покажале овде, тука во Македонија, дека и диабет тип 2 и така натаму е реверзибилно. Луѓе се излечиле. Ама сите оние што ја следат стандардната методологија на ендокринологијата во Македонија, нека ми каже некој кој се излечил. Никој. Јас не сум слушала. Сите само ги изголемиле дозите на инсулин и така натаму. Сега, мојабетот беше како да се комуницира едноставно. Значи, во фазата на инсулинска резистенција, значи, што е инсулинот? Инсулинот е клуч. Баш замислете го како клуч. Ова секој дете може да го разбере. Невозрасен дете. Инсулинот е клуч. Што е неговата функција? Вие јадете, у крвото кога имате шекер, јаглеродни хидрати, што год, и некој треба тоа да го собере и да го носи на соодветно место. Треба да го носи во клетките, затоа што шекерот се користи како гориво за производство на енергија. Инсулинот е клуч, а кај секоја клетка има брава. Инсулинот го собира шекерот, оди кај клетката, пошто таму е дестинацијата, треба таму бензинот да го стави, го става клучот од бравата, во бравата, отклучува, се отвара вратата, влегува шекерот внатре. Тоа е нормалниот дел од приказната. Кога клетките ќе почнат да се бунат, затоа што веќе не може да примат, пошто сте им дали 1 грам, 2 грама, 5 грама, 1 кило, 2 кила, 5 кила, после некое време, кај секого е тоа различно, ама сепак, клетките викаат, доста више, немаме што да му правиме на овој. Толку големо количество на шекер. Бидејќи има разни начини како тоа телото се справува со него, реков, го претвара во гликоген, во, не знам, сало, резерви, преку бубрезите се прави обид да се екстрахира надвор од телото, преку урина и така натаму. Затоа луѓето кога имаат симптоми на шекер, тие се жедни, имаат постојано потреба за вода. Зошто? Затоа што вас ви треба вода затоа што телото се обидува да го избаци вишокот шекер од телото. Да го исчисти. Кога клетките, тука завршува овој пример за мали деца, кога клетките ќе речат во еден момент стоп, више не примаме шекер, они ја менуваат бравата. Наредниот пат, кога доаѓа клучов натоварен со шекер кај клетката, го става клучот у бравата, ама не пасува. И вика, овие ја смениле бравата. Тоа се вика инсулинска резистенција, односно отпор на клетките кон функцијата на инсулинот. Не ти го примам више шекерот што ми го носиш. Затоа што ме отру. Токсичен е шекерот. И што се случува? Ако не превземете нешто, а нема тука што многу да се превзема, филозофијата многу едноставна, ама е трагично тешка за мејнстримот, за овој лајфстайл, за овој комодитет, тоа е дека треба да престанете да се храните со таква храна. Со што се конкретно? И мислам дека во ова посебно процесирана храна во се има шекер ставен.
Ај само да завршам. Делот кога вие нема да превземете ништо, инсулинската резистенција во еден момент ќе премине во диабет тип 2. И сега што вели медицинскиот мејнстрим тука? Ќе отидете во јавна здравствена установа, ќе ве заведат таму дека сте диабет тип 2 и меѓу другото, значи ќе ви дадат метформин, во гранични ситуации инсулин и така натаму и ќе ви дадат еден лифлет на кој што ви кажуваат како треба да се храните. И таму пишува дека вие 7 пати од денот треба да јадете. Ама нема да јадете 6 кришки од еднаш кој што јадете. Него ќе јадете по една, по две, толку. Па ќе јадете компир, ориз, ваму таму. Со пилешко ќе јадете, со ориз ќе јадете пилешко и така натаму. Тоа е Ама и компирот и лиценца за оризот убиство. имаат Тоа е лиценца за убиство. Затоа што апсолутно тоа не е решение за диабетичарите. Ама сите го практицираат тоа затоа што им е дадено од доктор, затоа што тоа е нашиот, не само нашиот додуше, ама еве, некој мејнстрим кој што медицински мејнстрим кој што не ги зема у предвид научните факти кои што се познати од пред 30-40 години, тоа не се од вчера. Сега вие 7 пати јадете, 7 пати го силувате панкреасот да ви лачи инсулин. Уште повеќе ги оптоварувате клетките. Вие јадете убиствена комбинација, а тоа се јаглеродни хидрати и масти. Или јаглеродни хидрати и протеини. Значи тоа се учи во школа, во основно образование треба да се учи. Значи, ние сите сме пораснале, сме мачкале леп со маргарин и така натаму. Да симплифицирам. Убиство. Особено за тие што се засегнати со непосреден ризик од диабет тип 2. Значи, ништо што е таму ставено не е во функција на стабилизација и, не дај Боже, оздравување на тие луѓе. Можете да ме сватите како сакате, јас ви зборувам за научни факти. И ендокринолозите може да ме сватат како сакаат. И диабетичарите може да ме сватат како сакаат. Најдобро ме сваќаат оние што се вратиле назад, кои што се излечиле. Нема магично стапче, сите сакаат инстант да се напијат и решение, ама останувам на стариот стил на живот. Не, они што се излечиле го смениле начинот на живот, начинот на исхрана и останале во тој начин на исхрана, во сменетиот. Бидејќи ако се вратат назад, пак ќе се вратат во метаболички синдром. Многу едноставно. Ама луѓето викаат не можам јас без баклава, не можам јас без леп, не можам јас без ова, не можам јас без вино и така натаму. Добро. Ако не можеш, има фармацевска индустрија која што ви измислува Оземпик, ваму таму, и ви дава инстантно решение не само за диабет, него ако сакате да ослабнете. Јас пишував нешто околу тоа, се обидував да објаснам на кои принципи тоа функционира. За мене е исклучително неетички пристапот како тоа е конципирано, затоа што оди против природата на човековиот организам, ама фармацевската индустрија одговара на потребите на рајата. Ја тоа, кога сакам да бидам вулгарен, така се изразувам. Затоа што рајата сака инстант решение. Ја да си останам у комодитетот, ама нешто што ќе ме среди. Симптомот да го снема. Тоа не е ново со Веговија, со Оземпик и така натаму. Истата приказна е со инсулинот, кој што е стандардно традиционално средство. Инсулинот беше исклучително важен пронајдок, епохален пронајдок пред 100 години, ама тој пронајдок е направен за третирање на ситуација на диабет тип 1. И во тој сегмент е епохален. Затоа што состојбата на диабет тип 1 подразбира дека заради одредени причини вакви онакви, вие, значи деца најчесто, значи панкреасот не лачи инсулин, вие фактички немате инсулин. И го зимате како надворешно средство и тоа ви го регулира шеќерот. Од тој аспект е тоа епохално откритие. Ама вие ваму имате друга состојба. Диабет тип 2 е многу различно од диабет тип 1. И сега, човекот кој што почнал со инсулинска резистенција завршил со диабет тип 2, што значи тоа? Дека
панкреасот не лачи инсулин, дека клетките ја смениле бравата и така натаму, и они што викаат, еве ти инсулин. Пошто панкреасот не ти лачи инсулин, еве ти инсулин, и сега тој инсулин функционира на база на насилство. Оземпикот функционира на база на насилство. Што значи тоа? Го притиска, да се изразам така, ги цеди бета клетките да излачат инсулин, за да тој инсулин прави нешто со шеќерот што го имате во крвта. Или ја крши бравата се обидува да ја скрши бравата, новата брава на клетките и со сила да го вметне шеќерот внатре. Тоа не функционира. Така што, тоа што не им се кажува на луѓето, а треба да им се каже, дека инсулинот што го примаат е само начин или начини како да се тргне шеќерот од клетките, ако веќе не може да ја скрши бравата. И ви го таложат ваму таму, ви ги оптеретуваат бубрезите и така натаму. Не случајно, вие имате огромен број на диабетичари тип 2, кои што завршуваат на диализа. Зашто им откажале бубрезите? Бубрезите им откажале заради вишок на шеќер, кој што они немаат капацитет да го преработат или да го елиминираат, затоа што вие немате мерка во вашата исхрана или во типот на вашата исхрана. Пред да преминеме у тоа што и како да се јаде и така натаму, тоа е вака една поширока тема, но сакаме нешто друго да кажам околу митологијата. Еден од главните отрови е зејтинот што го користат луѓето. Значи сите растителни зејтини, освен маслиновото, до одредена мерка кокосовото, се исклучително отровни. Ние традиционално, кој може било што да направи без зејтин? И сега, да не навлагам во детали, самиот начин на производство на тие зејтини е силувачки. Затоа што вас ви треба голема температура, голем притисок, додатоци, разни адитиви и така натаму, за да вие произведете зејтин. Тој зејтин не е растителен, него тој зејтин е од семето на тие билки. И сега, бидејќи кај нас еве сончогледовото масло е најупотребувано, најсоодветно, ви имате еден парадокс кој што ви се случува. Пазите, ова со растителниве масла е нова приказна, помалку од 100 години. Тоа важи и за оние ладно цедени, што се, или масла? Ладно цедено, растително, тоа некој треба да ми докаже дека е возможно. Што не е возможно. Маслиновото масло може ладно цедено да се произведе, бидејќи не ви треба ни толкав притисок, особено не толкава температура, за да и адитиви, за да од маслинката извадите масло. Тоа е суштинската разлика. Значи, вие кога ќе донесете одлука, треба да ги имате сите потребни знаења за тоа што треба да правите. Каков тип на храна, дали треба да пешачите или да водите во теретана, или еден од големите митови е за овие што сакаат да ослабат е оди у теретана. Значи, тоа е мит. Значи, вие не можете здраво да ослабите, многу често ни фактички. Можете делумно да ослабите. Теретаната не е лек за слабење. Тоа е исклучително страотен мит. Бавењето со спорт е исклучително важно, ама од сосема други причини. Од јакнење на физиолошкиот механизам за транспорт на кислород, таму каде што треба, до се друго. Ама не за слабење. Океј. Третиот принцип е да се превземе акција. Значи, претходно на вас ви е се јасно. Сте се стекнале сознанија што треба да јадете, како, кога, зошто и така натаму. Сте донели одлука. И вие стартувате. Тоа е исто така еден ризичен период,
Па ќе кажете ќе почнам од понеделник или од први или после нова година или после имен ден. Најчесто тука ништо не се случува. Затоа што сега сум на службен пат, чекај сега на одмор ќе идеме, кој сега на одмор ќе прави било што и така натаму и изговори секогаш може да се најде. Прокрастинираме затоа што со тек на време ќе ни падне мотивацијата, ќе ни падне инспирацијата. Моментот на свесност, почит кон созданиево и така натаму ќе се намали и затоа е ова ставено како посебен сегмент, е ставено во овие три како еден комплекс. И тука на луѓето во сите три им треба поддршка. Затоа се трудиме колку што можеме на оние што сакаат да им се помогне, да им се помогне. Не можете на никому со сила да помогнете. Не можете на никого да му го решите проблемот ако нема барем свесност за било какви работи. Спомнавме тоа, не можам ја без ова, не можам без она. Ако не можеш, тоа е тоа. Резултатот е тој. Суштината е дека животот има смисол само ако е продуктивен и ако здравјето го имате и е во функција на остварувањето на вашите цели, соништа, амбиции и така натаму. Се друго го обрзува појавувањето на онаа капка која што ја прилива чашата и луѓето остануваат на пола пат. И во остварувањето на своите амбиции, во артикулирањето на своите способности, достигнувањето на своите цели, обезбедувањето на амбиент било каков, финансиски, психолошки и така натаму за семејството, за потомството и така натаму. Патењето во таквите ситуации е немерливо. Зборувавме јавно здравство, приватно здравство. Првото е катастрофално од познати причини, второто е катастрофално заради тоа што треба многу финансии и немате гаранција дека ќе добиете соодветна нега, зафат, било што. Донесувањето во дебилитирачки состојби е патење и за човекот, и за семејството, тоа се незамисливо патење е тоа. Доволно е да имате човек кој што има Алцхаймер во семејството, значи тој нема да умре веднаш, ќе умре после некое време, ама до тогаш вие ќе се изнагледате такви тешки, мачни, тажни, понижувачки моменти со кои што ќе мора да се справувате цел живот. Бидејќи од тага никој не се излечил. Времето не ја намалува тагата. Тагата останува за цел живот. Ние се справуваме со тагата со аналгетици, да се изразам вака фармацевтски. Но не и суштински. Ретко кој може суштински да ја... Тоа се веќе спиритуални димензии, не се, да речам, секојдневни и суштински и така натаму. Доволно е да имате човек кој што ви е во количка, ампутиран. Доволно е да имате член на семејство кој што морате да го носите секој едно на диализа. Не да Боже тој член на семејство да ви е обезен, па вас ви треба градежна фирма, вие тоа да го направите. Се извинувам вака на малку по тежок дискурс, ама сето тоа би било многу убаво, бидејќи е возможно да се превенира. Значи не е битно кога ќе умре човек. До тогаш е битен квалитетот на животот. Со овој начин на живот нас ни е загарантирана немерлива мака и за нас и за нашето окружение. Збориме за личната одговорност кон себе, кон своето тело. Имаме одговорност и кон оние што се со нас. Дали ни се сопружници, деца и така натаму. Бидејќи нашата дебилизирачка состојба ќе ги оптерети нив. Па вие имате колку сакате примери каде што имате, не знам, 4-5 членови на семејство, двајца работат, тројца се бават со болниот. Знаете што е тоа? Страшно нешто. Страшно нешто. И од функционален аспект. Затоа не е тоа само одговорност кон себе. Ви морате да имате одговорност и кон окружението.
Dobro, мислев важна е личната одговорност кон себе прво, или за да тоа е поидовно, секако. нашето тело е здраво, ние сме одговорни за тоа да функционира и да, нели, внимаваме што внесуваме и кон што ќе води целото тоа, нели, каква храна, кога зимаме, она што до сега го зборувавме, таа дисциплина и тоа што, еве, како ќе се грижиме за телото, да учиме, иако спомнавме тоа во нашето училиште не се учи баш нешто многу, ниту пак Ни приближно. ниту пак имаме некои значајни совети во однос на здравствениот систем. Значи, генерално лекарите функционираат на принцип да ги снема само симптомите моментално. Не се работи на причината, ниту пак превенцијата, да не дојде до одреден здравствен проблем. Се гледа дека имате големо знаење и искуство од оваа област и навистина ми беше задоволство да ве слушам и баш се внесов целосно во ова се што зборувавте. Се надевам дека ќе биде многу корисно за многу гледачи, ќе им помогне во однос на тоа да размислат, нели, како се грижат за своето здравје, за своето тело. Се надевам дека ова ќе ги мотивира да прават здрави избори и да превземат таа лична одговорност за тоа, нели, како живеат и кон што ќе ги води тоа, дали кон здрава старост или пак ќе бидат терет на семејството. Тоа е буквално избор. Секому му посакувам таков избор во животот. И ако ова е од конкретна корист на луѓето, јас сум среќен. Ви благодарам многу што дојдовте и што го споделивте ова цело знаење и искуство ваше до сега. Благодарам на поканата, ми беше чест. И мене задоволство. Се надевам дека е корисно, сигурна сум дека е корисно за многу гледачи кои ќе го следат ова и се гледаме во следна епизода.